Вчера во Општа болница Куманово дојде до смена на раководната структура, поточно директорот е сменет по само еден месец. Зошто се случи тоа со оглед на тоа што Билјана Ивановска беше изберена како единствен кандидат на отворен конкурс и сега веќе има подпишано веројатно 4-годишен менаџерски договор. Значи и самите знаете дека и ја веќе не сум нов министер, 7 месеци министер и министерот се смени и ја нели од првиот ден со мојот кабинет кажавме дека веќе воведуваме во здравство ќе има нова пракса и ние ова пракса веќе што ја приминуваме во здравството секогаш ќе значи професионалност и стручност. Без разлика дали еден директор е назначен во конкурс самиот, дали бил еден ден директор, една недела или еден месец, значи ја пред се и над се тука секогаш почитувам професионализам и стручност. И ова, со моето работење, со мојот кабинет, веќе нема да биде како што беа работите досега, затоа сме тука денеска, затоа за толку кратко време, доктор Ан Јохансен рече во април беше кај мене, во кабинет, денеска, значи, ние сме сведоци и сите вие, дека се реализират проектите многу брзо. Целта моја е секогаш пациентите и како лекар до сегашното работење, па и понатамо ќе продолжам да работам како лекар, ви викам дека нема кај мене да има, кажав, директори што на вистина не можат во целост и стручно да ги извршуваат секојдневните работи, а за тоа ќе ви давам најконкретен пример. Вие знаете, во моите јавни настапи, директор во псијатриска болница Бардовци не пол месец беше сменет од моја страна. Значи, воопшто, во моето работење не ме интересира политика, не ме интересира партија, јас сум здравствен работник, ја во овој костум воопшто не се чувствувам убаво, за мене убаво и каде сум најспремен и најподготвен, тоа е лекарскиот мантил и за тоа ви викам дека професионализмот и стручноста од мојата страна секогаш ќе се испочитува. Друг пример, исто клиничка болница Тетово, знаете дека после 3 месеци таму медицинскиот директор си поднесе оставка. Така да објаснам за јавноста и за сите здравствени работници, а посебно за менаџерите во здравството, знаете дека со моето доаѓање веќе има некаде околу 25 разрешување на менаџери, затоа сме тука, затоа се соочуваме со овие тешки услови во здравството, за недобро домаќинско работење, значи за менаџери кои било по 5-6 години, по 10 години, пошто на почетокот кога кажав, значи плука по мене, кажа разни значи зборови, значи ви викам. Сега да кажете дека се извинувам дека Ивановска е разрешена поради непрофесионалност за непол месец од кога е поставена? Значи ја ви објаснувам, нема лично тука да зборувам, ја лично кога Ја треба конкретната причина, значи зошто е разрешена значи без никакво информација и значи ќе ви точно во службите до сега ако сте биле заинтересирани, точно ќе добиете извештајот на Државен здравствен санитарен инспекторат и ја денеска еве лично ќе им кажам на службите да ве известат сите за сите детали што се во тој извештај. Но тоа што веа можам да ви кажам, значи пак ви повторувам, овие промени не биле со години и ја воопшто не ме интересираат кој индивид од која политичка партија доаѓа, ја сакам стручни, професионални и добро во менаџирањето. Ја, како министер за здравство, ги имам под капа сите здравствени установи и нормално, како еден добар домаќин, ја морам да се грижам за сите вработени. Нема да дозволам од сега натаму, не во Куманово, ни сите здравствени установи, ниту мобинг од менаџерите, затоа сум многу одговорен и затоа вака ќе постапам и во моето работење, во мојата пракса натаму ќе видите и работи што досега не се види. Значи службено, значи точно за тоа ви дадов пример и со псијатриската
болница Бардовци, да не се повторам, и за Тетовската болница. Така да, деталниот извештај ќе го добиете од службите во Министерството за здравство. Знаете ли сега директорот? Општа болница Куманово останува без уролог. Општа болница Куманово го обслужува целиот североисточен регион и сервисира околу 200.000 пациенти. Почитувана новинарке, значи за тоа требало да размислат господата пред мене и моите претходници, но и претходните менаџери на клиничка болница, на болницата во Куманово. Знаеме дека тука имаше многу проблеми претходно со болницата. Ја веќе нема да го дозволам тоа. Тоа што треба да ме држите за збор, сте сведоци сега тука што викам, ова се снима. Значи, ќе напредуваат работите во болница Куманово како никогаш досега. И затоа викам, немам од сега натаму да дозволам никакви злоупотреби, никакви луѓе што добро не менаџират, значи нема да седат повеќе и да спијат тоа што сум го кажал претходно и ќе го повторам. Значи нема веќе да дозволам по 5-6 години, 7-10 години директори што не работат. Ако сакаме здраво здравство за сите наши пациенти и граѓани, вака ќе работиме, а вие сите заедно со мене ќе бидете сведоци и треба да не поддржите во овој пат. Значи, све што треба, ние во Министерството за здравство имаме служби и ви кажав и од сега натаму во здравство има нова пракса, нема веќе, значи и под моја иницијатива беше обелоден и случајот во онколошка клиника и значи со ваши колеги новинари од сега натаму применуваме нова пракса. Ја лично како министер собирам аргументи и факти за целото здравство во Македонија. И таму каде со години наназад имало злоупотреби, ја лично како министер сега натаму со аргументи, со факти, со документација ќе одам сам и ќе приложам во обвинителството. Верувате ли дека некој ќе одговара за случајот онкологија? Апсолутно, повикувам пак, ги охрабрувам, значи истражните органи и обвинителството и еве, како прв човек на здравство, едва и чекам да се обелодени, значи, кој е крив, кој е сгрешил и треба според законите на Република Северна Македонија да сноси одговорност, но нема да дозволам здравствените работници, кои навистина се професионалци, кои се стручни, кои дават и својот живот за пациентите, нема да оставам некој да ги остави во ист кош со тие што сгрешили.